Свети Климент Охридски од Битола и присутните продекани. Посебна благодарност упатуваме до деканот на Педагошкиот факултет од Битола, професор доктор Јове Димитрија Талевски, за поддршката на литературниот клуб Дениция. Представниците од Министерството за образование. Благодарност за присуството на наставниот кадар на универзитетот, другите вработени, студентите кои учествуваа во организацијскиот и програмскиот дел, Универзитетското радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во кој се снимаше CD со македонска поезија, со гласовите на нашите студенти, асистенти и професори, и фотографија на Владимир Ивановски Дади и Петар Тасевски, студент на Технички факултет Битола, минатогодишен добитник на прва награда за македонска фотографија. Магистер Мери Кавкалевска Стојукова, професор по пијано на Педагошкиот факултет Битола. Реномираните творци од Битола, регионот и државата, меѓу кои посебно ги поздравуваме Никола Маджиров и Даница Петровска. Поетите и писателите кои поминале низ вратата на нашиот универзитет како студенти или како професори. Во таа насока го истакнуваме писателот Владимир Костов, професор во пензија, чие име го носи конкурсот за краток расказ во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Го поканувам ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, професор доктор Златко Жоглев, да се обрати на присутните. Поведете. Почитувани проректори на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Саша Атанасовски и професор доктор Перија Следовски, почитувани продекани на Педагошкиот факултет во Битола, професор доктор Јордан Стојановски и професор доктор Добри Петровски, почитувани угледници на перото, господине Зоран Маджиров, почитувани грамотници, дијаци, писатели и поети, почитувани љубители на пишуваниот збор, почитувани милосници на Орфеј, Ерато, Калиопа, Италија, почитувани гости, почитувани присутни на денешното оживување на Дениция. Добро ни дојдете. На иницијаторите на овој за Педагошкиот факултет и за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола многу значаен настан. Им благодарам на честа што ми ја дадоа да ви се обратам, мене, најмалиот меѓу вас, не по функција или титули, туку по дострелите на перото, зашто многумина со право ќе помислат дека сум залутал меѓу вас. Но за да не ви изгледаат соетата и дрскоста моја големи како Монте Еверест, се потрудив да напишам едно скромно обраќање и со тоа се надевам барем малку да го оправдам моето присуство денес и овде меѓу вас. Пред да продолжам со моето обраќање, дозволете ми да ги пренесам поздравите и честитките од професор Владимир Костов, кој вчера ми се јави досна за првото промотивно поетско читање по повод раѓањето на една симпатична Дениция, литературен клуб по кој одамна чекаа и пекаа студентите на Педагошкиот факултет и пошироко. Нивната благородна иницијатива нема директива и налог од деканатот, туку е спонтана духовна потреба од поетскиот израз кој ферментираше наназад повеќе години. Посебна благодарност до нашите асистенти, лектори и професори кои заедно со своите студенти се и родители и кумови на Дениция. Тие со ентусијазам го прифатија тој импулс и еве денес во овој амфитеатар ја реализира првата поетска средба која за сите нас
е и голем, сведен и празник на душата. Сега, почитувани поети, со внимание ги очекуваме вашите стихови. Од вашиот творечки опит знаете дека ниједна поетика, ниједна методологија и методика нема генерално упатство и универзална поука за тоа како се создава лирска песна. Нема добри стихови кои се напишани програмирано на фина и бездрвна хартија, затоа што поетите не сте чиновници удобно седнати во фотели покрај педантно уредена работна маса. Нивните ракописи повеќе личат на звездени неба од шкртаници, поправки и доправки, затоа што навистина поетскиот збор машно се раѓа. Сакал да се заблагодарам на поканата. Наистина ми е многу мило што читам за прв пат во Битола. Пред некој ден тоа го сторив во Прилеп, благодарејќи на гостинката Катерина која е исто меѓу нас. Сега благодарам и на Маја Василкова за поканата и на сите вас од ректорот на Педагошкиот факултет. Навистина ми е мило што сум во Битола. Срушени домови. По борбата за отпадоци видов прамени од твоето чешување кога се будеа птиците и светот. Во огледалото видов поглед и во погледот многу домови и неба. Те видов како одиш кон градовите што ги нема во учебниците по историја и како креветот се разделува на ноќ и ден кога те нема, а денот дете станува ноќ, а ноќта за сониште. Јас немам сонце во моите очи. Виду растенија во испружените дланки. Ќе ги собијам решетките што ги штитат градините од нокните патници. Ќе го покријам денот со свилената марама од твојот брат, со мирното знаме од териториите на нашето осведочено присуство. Нашите електронски писма не можат да избледнат, Адресите ни остануваат исти кога бегаме од овде, од себе, од широчината на нашата прастара зависност. Видов како некој друг ги испишува нашите имиња на зидови од тврдени базилики покриени со снег. Ја видов и твојата сенка како се качува по моето тело, додека ти следуваше по скалите на откриените скриваништа по сите официјални војни. Од тогаш секој стакло ме заслепува, секој отврлен збор ми ги покрива очите со тишина. Видов, нашите срушени домови беа преместување на светот, на сеќавањето, на сеќавањето, на сеќавањето. Тоа е сочувството. Тоа што ми вели твоето тело и ми кажува твојот шепот, тоа е пристојна ствар. Тоа што ми сјае твоето око и ме допира твојата душа, тоа е надежда. Носето од моето небо. Само си ги изгоре валканите раце, предизвикувајќи моментална еклипса. Тогаш реше, да, ќе украдеш месечината од моите звездени ноќи. Останаа само траги од месечев прав на твоите раце, кои занове ќе те почетуваат дека си само радост. Од твојот гневен оче, посегна по мојата муза, за да ја понесеш со себе во твојот безмислен свет без инспирација. Како не се сети дека музата умира ако ја изнесеш од закрилата на срцето во кое живеела? И тогаш ти решително посегна по моето срце,
Со сека сила се обиде да ми го откорнеш од градите, за да ја приспоиш што се него и мојата мука. Стоеше така некое време, се додека не го осила силата и не го платив туѓи. Помогнете да викуваше храброст. Ритна скут и чекаше да ја покријам со извиното мајчино ќебе, а јас за да ми остане душичката гола и незаштитена. За да ми остине топлината и игрите ме воцката околу вратот. За да се слабо трањето душата. Сакам за постилање трливе патека. Дури тогаш ќе напреде крунката муста, како надојде на рек. Скажи ми прекрасно. Ни долга, ни пуста. Толку не. Цветот, што никога расте, цвета и во вината своја умира. Зашто се што е убаво мора и да боли? Баш ветрот, несме луѓе, што им е испратен. Сакав да одлетам еден цвет во тишината на денот. И кај луѓето да видам и блудна жена на тајната. Но ноќта твоја ми требаше љубовна на сенката. Во лавиринтот на изплетена мрежа да се сокријам во тебе. Кога манастирите Кришна се вратија во срцето до скриени на едно непознато исчезнување кое никој не го познава. Зошто ми го седовте тоа што никогаш го нема? Зошто го отуѓевте моето име? Уште пред да ми го обесте попот околу вратот, за да го носам како мајлија против злите здивови. Крвта го тече брзо и се калишно по вратот, за да го извика оној, за да ја извика она, кој со поглед во звезденото небо, која со поглед во звезденото небо, три пати се одрекла од гробата своја. Проклета си, проклета си, проклета си, проклета си, проклета си, проклета си. Точка. Може 2 и 3. Или изличник. Да ја запечатам и да ја надам препознатлива структура. Ке ти ја преведам и лагата, а преводот ке ти го слагоговорам на кој сакаш јазик. Твој, мој, нимен. Само кажи ми ја истината. Дозволи ми интонација, нагодна, надолна или безгласна. Како во штама пред крикот, помеѓу оригиналот и преводот. Те ги зачувам. А тебе ќе ти не испрата мојата болка. Со тебе ќе ја споделам оваа страшна бура од огнови, кои горат и жарат и пламнуваат длабоко во твоите очи, во твоето срце. Сама ме остави да сонувам, да копнеам, да те барам каде што нема да те најдам.
Додека сонцето се руши во западот, за птиците молчуваат, се покриваат од брејца, на брејца плачат. Додека сите стравови излазуваат од патувите на дракот. Само не ме пива баш многу звук. Тоа е да кажам, дека некогаш имало светлина. Имало ден. Огромна инспирација. Благодарност. Ова е мојата прва дебитантска книга Готска жена. Готска жена. Готска жена, ти нема презвори. Откри засупани мисли, тешки камења скрши, железна борда откри. Замокот јад на прополна дичења промене. Под наметка сокриени желби, душа вековна сокриена. Темниот месец тајна открива, деца на ангел црн, искршени крилја. Во празнина, заробена тишина, сенки неизгубени души попадно чекорат. Огледало на темнина во око скршено, изгубен е патот до светлина. Вие, што болка сенка ви, кажете како мириса земјата. Во око на изгубен талкач роза црна. Ангел со искршени крилја во темнина заробен. Напите ме, нахранете ме, во раце книга на сенка дајте ми. Во онеја тајна на месецот запишан, во онеја сите тајни на смртта јавна. И од срце ќе работам на вашите заедници. Кажете ни нешто повеќе за вас. Зошто дојдовте на овој настап? На овој настап литературно здружение. Како што ги прочитавте на читање? Тоа е дел од вашата Да, тоа е дел од мојата поезија, односно мојата прва книга Готска жена и самиот наслов на песната Готска жена, така е крстен и книга. Од каде црпите инспирација? Книга од каде ги црпите и како дојдовте до идеја да направите една книга? Тоа што сум јас. Сето она што ми обслужува, барем за всичките служба, она темната страна, она што лижи во мене, јас тоа го најмногу Прочувате како поети или како луѓе кои го љубат зборот, што мислите, како ќе се движи оваа литературна акција, демиција? Прекрасно, јас навистина сум одушевена и многу сум задоволна и би сакала и повторно да учествувам во некои вакви поетски раскажувања, така да би требало да бидам гост и верувам дека ќе продолжи во позитивна насока. Уште едно кратко прашање, од каде црпите инспирација за вашите дела и што мислите, кој е подобро да се чита, она во проза или она во поезија? Јас во поезијата можам подобро да се изразам себе, отколку во со поезијата, да кажем, што е раната младост, а конкретно од каде црпам инспирација од мојата и тишина, која сепак не е тишина, си има своји звуци, своји символи, си има своји патишта што дојдат до мене или ми раскажуваат, да.
Ви благодарам многу што ни дадовте интервју и што бевте гостин во нашата